мета. На место едно за многу нешта. Одговараат што, како, зошто. Разговараме, откриваме и истражуваме. Договараме, споменуваме, раскажуваме. Кој, каде, кога. На тема, со прашања 100 без дилема. Директори, инспектори, лекари, пекари, заболекари, ученици, професори, пејачи, спортисти. Зошто да не и вие? На мета, на тема. Бидете и вие дел од нашата шема. 11-вековното духовно светилиште, манастирот Свети Јоаким Мосоговски и целиот комплекс на манастирот низ вековите постојано се менувал. Како што се менувал низ вековите, се менува и ден денес. Новата управа на Кумановско-Осоговската епархија постојано работи на негова надградба, духовна, но и инфраструктурна. Токму тоа е тема во нашата емисија На мета, на тема. Благослови. Господе благослови. Би ве запрашала граѓаните на Крива Паланка, но и воопшто верниците кои што во голем број го посетуваат манастирот Свети Јоаким Мосоговски, целиот манастирски комплекс, значителни промени забележуваат што по однос на надворешниот изглед, но и воопшто во манастирот. За какви промени станува збор и на што се должат? Па овој манастир во континуитет се менува, се доградува и се проубавува. И сега промените што се прават се во склад со договорот со одборот, кој што веќе има зацртани некои работи, меѓутоа и за идните промени кои што би требало да се направат и доградби, очувување на старите згради, сега се движат натаму работите. Пред се знаете дека има колонии, луѓе посетители и од други држави и нам ни е целта првен инфраструктурата да се среди внатре, тоалетите, кујна, да се има соби со помал капацитет на луѓе, да им биде што попријатно престојувањето тука во манастирот. Што се однесува до внатрешниот дел од храмот и до богослужбите, веќе ќе има постојана богослужба, утрени и вечерни богослужби, каде што овој град
повторно добива еден свештенослужител кој што постојано за нив ќе се моли додека и тие дома си ги вршат своите нормални тековни работи. Меѓутоа, од друга страна, он ќе им биде и на располагање секогаш и да поразговарат со него, да се консултираат за луѓето да почнат да го чувствуваат манастирот како втор дом, меѓутоа духовен дом. Бегајќи од онаа гужва што се случува во градот, од сите нервози и она што животот го носи како проблем, тука да можат буквално да се да се истоварат тука, да се одморат. Од друга страна, се работи врз естетиката на храмот, се на свое место да си е, а ние сме поучени од претходните градители, нашите праоци тука што го уредувале манастирот, дека секоја фреска си има место, секоја икона си има место свое и со тоа складно и своја функција. Значи, не смееме да уништуваме нешто кое што веќе било претходно изградено. А тоа го кажам во смисла да не смеа да се ставаат шајки и икони онаму каде што не треба. И со тоа да се оштети нешто кое што ние веќе не можеме да го вратиме во тој сјај и со тој квалитет, затоа што тие градители и сликари веќе се заминати од овој свет при Бога. Нам ни предстои само да го одржиме она што тие ни го оставиле во најдобар ред. Беа распоредени на, рековте, секоја на свое место литините икони, целивалните икони, предпоставувам, но и граѓаните и верниците кои што доаѓаат, знаеме туристи од разни страни кои што можеби не знаеле дали треба парите кои што еве ги оставаат како дар во храмовите, дали се потребни тие дарови кои што се оставаат воопшто и дали треба да се оставаат на иконите. Вака сега. Од историјата на манастирот знаеме дека долу под манастирот, под конакот имало зграда на писарница. И тука секој кој што носел дар бил запишуван за да се спомнува он и неговото семејство за здравје за време на богослужбите. Што значи дека секако во времења кога најмногу е верата голема кај луѓето, тие најмногу и дарови делат. За себе не гледаат, а само за да донесат на манастирот. Значи тие се жртвуваат себе си за да принесат дар на Бога и Свети Јоаким да се моли пред Бога за нив, да им го даде духовното. Тие го даваат своето материјално, нели? Што значи дека секако дека секој дар кој што од срце е принесен е добре дојден тука. Меѓутоа, пак и тука нели не смееме естетиката и убавината на храмот да ја нарушиме. Секогаш тој треба да не побудува на молитва, а не на моменти да заличува на пазар. И таква култура да ни побудува, како на пазар да сме. Си има, например, за парите, си има касичка испод иконата каде што треба да се стави. Зашто на крај крајев, ние тие икони ги целиваме, ги бакнуваме како израз на нашето почитување. Што ќе биде ако сета таа прљавштина што е насоберена на парите, ние ја бакнуваме и на нашите уста, ја пренесуваме децата наши да ги целиваат и не дај Боже да се заразат. Значи се си има практична примена. Не е тоа некоја забрана која што би сакала да ограничи некој, туку за да биде за подобро и за естетиката на храмот, меѓутоа и за нас.
со поделбата на Кумановско-Полошката епархија, на Полошка и на Кумановско-Осоговска, владиката господин доктор Јосиф често е присутен помеѓу верниците, можеби сега и повеќе се има време и простор за посветување внимание и на помалите цркви, и на селските цркви, не само на манастирот, како што е тоа случај. Колку верниците умеат да бидат прикладни и да дојдат да му се помолат на Бога, и колку треба заедно со служителот, но и колку треба да се молат и дома. Вака сега, значи, да, таа поделба на двете епархии, односно на едната епархија, на две епархии, си дојде некако природно. Дето Кирил, Бог душа да му прости, беше невозможно физички да се подели на два дела. Сега тоа се случи, нашиот владика е млад и амбициозен и сега гледа што повеќе да е молитвено застапен за својот народ. Затоа што според теологијата и учењата на светите оци, епископот е замена за Христос овдека на земјата. Кога е епископот присутен, исто како Христос физички да е присутен со нас, и тогаш е полна црквата. Свештениците се тука, оние што пеат и народот собран. Буквално се доживува една полнота на богослужбата кога епископот е тука, а он не се штеди себе си да принесува постојано молитви за оние кои што му се поверени на него. Да. Што се однесува до молитвите. Си има молитвени кои што може да се набави во некоја од црквите. И таму си има утренски и вечерни молитви. Тие молитви тука во манастирот постојано се служат, меѓутоа и секој верник треба тие некои 5 до 10 минути во денот да ги одвои за да му се обрати на Бога. И што е најважно, во неделите и на празниците, на литургија да биде присутен. Тоа е сат време одвоено од нашата недела, да биде таа недела еден заклучок на сите потреби што сме ги имале, на сите согрешенија што сме ги направиле да побараме прошка. Таа недела треба да ни биде за нас еден страшен суд, каде што ќе се вратиме на нула, ќе се рестартираме духовно и пак наредната недела со благослов ќе ја започнеме. Така да едно нешто Христос на своите најблиски апостоли им кажа на тајната вечера. Кога го зеде лебот, го благослови, го прекрши, им даде на своите ученици, им рече: ова е моето тело кое за вас се прекршува за прошка на гревовите. Ја земе чашата со лозовиот плод, ја благослови, им даде, им рече: ова е крвта моја која за вас се пролева за прошка на гревовите. И им даде една заповед, вели: ова правете го во мој спомен до крај на светот. Значи, како христијани должни сме тој минимум од своето време да го даваме и да го правиме тоа во него спомен, односно таа литургија е тој принос на лебот и на виното кои што ни се даваат како тело и крв Христови и не осветуваат и не благословуваат. Таа жртва му е најпријатна на Бога, затоа што тој ја побара таква, во таква форма да му ја принесеме. Се останато веќе доаѓа споредно и сите свети тајни, како што е крштенијето и венчавањето, и светувањето на вода и на колачот, се последователни. Сите тие црпат сила од таа литургија. Ако тука се пренесеме и се научиме какви треба да бидеме, тогаш ние сме го исполниле нашиот долг како христијани. Зашто литургијата не учи и на една култура, на литургиска култура. Што треба да знаеме пред да влеземе во храм? Најпрвин, сите зли помисли, сите завести, сите кавги што сме и имале со нашите, треба да ги заборавиме. Влегуваме преку прагот на Домот Божи, влегуваме во Царството Небесно. Значи, веќе тука се оставаме позади она што е световно. Застануваме пред Бога секогаш искрени, без лицемерие и секогаш смирени и кротки затоа што просиме од Бога нешто. Учејќи се да се молиме на литургијата секогаш за добро на нашиот град, на нашите ближни, и кога ќе влеземе во тој град и меѓу нив, таа желба за добро да им биде, ќе ни остане во нашите мисли. И кога ќе седнеме со нив, таа литургиска наша култура и благослов, полека ќе почне и тие да го чувствуваат и да ги пренесуваме на нив. Затоа многу е важно не само да заминуваме покрај храмот, туку да бидеме учесници во таа молитва, да се потрудиме да ги разбереме зборовите. Сите градби, доградби, сите организацијски промени што се прават во манастирот се во таа функција.
ние да се научиме да станеме вистински народ Божи, онако како што и странците не препознаваат, топли, искрени, секогаш да го примеме гостот, оној добронамерник кој што помине. Така. Значи, да се подсетиме како живеа нашите предци, зошто беа толку питоми, толку добронамерни, за секого отворени, колку и да живее во сиромаштија. Тие беа такви заради тоа што постојано се причестуваа. Богати во душата. Така. Литургијата ја знаеа. Што е суштината на таа литургија? Да му се принесеш на Бога целосно и да му се принесеш на ближниот целосно. Во таа функција претпоставуваме и изградбата на сувереницата. Имаше ли потреба да се изгради и дали тоа е во контекст на одделување на световното од духовното? Секогаш мора ние не само теоретски да функционираме складно Евангелието. Мора изборовите во Евангелието во живот да ги преточиме. Христос еднаш кога во Ерусалим минуваше низ храмот, виде многу продавци во храмот. Буквално му заличе на пазар, на панаѓур храмот. Изгрозен од тоа, тој зема камшик и ги избрка оние што продаваа внатре. Им рече, домот мој е направен да биде дом за молитва, а не за пазар. Затоа што кога ќе влезете во храмот, кога ќе ги видите иконите, богослужбата како тивко и молитвено се одвива, храмот треба да ве побуди на молитва, на духовен мир и радост. А ако влезете во храмот и тука се продаваат секакви работи, ќе си влезе некој кој што можеби не сака да биде дел од молитвата, а сака да купи нешто, тој ќе разговара со продавачот на тон кој што ние сега го имаме. А тој не е тон за богослужба. И се ќе се поремети тогаш. И концентратијата и на свештеникот, и на певците, интонацијата, се ќе биде хаотично. Ниту храмот ќе биде добра продавница, ниту добар храм. Затоа мораше да се биде раздвоено тоа. Храмот да си биде дом за молитва, таа функција да му се даде, а со тоа и ќе се ослободи простор повеќе во храмот за верниците, и ќе се направи место каде што оној кој што ќе појави интерес да купи свеќа, икона, сувенир, нешто кое што ќе сака да го внесе во својот дом како благослов од светиот Јоаким, ќе може тоа да го направи со комплетна комоција, да праша за било што и продавачот да му објасни. Затоа ќе кажам пак, реална беше потребата да се одвои она што е за Бога, молитвено, односно богослужба, и она што е потреба за верниците како нешто да си понесе материјално сведоштво од храмот, да си го однесе дома за своја радост и благослов. Кривополанчани умеат сите своји гости, сите своји посетители да ги носат токму тука во манастирот, се гордеат со него и го представуваат како своја икона, претпоставувам. Но неодамна проструја гласини дека манастирот ќе биде затворен за посетители, дека ќе бидат ставени порти, капи кои што ќе го оградуваат и дека нема да може секој кој што сака да влезе овде. Дали е тоа точно, бидејќи знаеме дека туристи не само од Македонија, туку и од останатите земји постојано доаѓаат овде. Манастирот едноставно е магнет за посетителите. Знаете, многу е тешко кога човек
ќе има добра намера и таа намера не знам кој ќе му ја изврти во невистина. Намерата и на епископот и на свештенството е токму тоа да го отвори манастирот што повеќе за народот. Значи, тој да се чувствува пријатно тука, како свој дом да го чувствува манастирот. Идејата ни е што повеќе луѓе да дојдат. Вие добро кажавте дека манастирот е икона за Паланчани. Да се покаже каква вера имале нивните предци, каква вера имаат сега овие луѓе што живеат како нивни наследници. Значи да се види дека во Македонија имала една озбилна духовност. Луѓето Бога не го сваќале здраво за готово, туку им бил длабоко вкоренет во нивната душа и во нивните семејства. И тие секогаш се труделе манастирот да го проубават, меѓутоа и да го представат пред другите. Истото тоа ние само го продолжуваме. А што се однесува до ѕидините и така натаму, вие сега ќе можете да снимите, да видите дека ѕидини веќе има. Ние само ќе поставиме онаму каде што ќе можеме, не дај Боже, ако дојде до пожар во планината, тие пламени јазици да не опфатат од телото на манастирот и да го изгорат. Што тогаш можеби нема да можеме да ги вратиме оние стари работи кои што се изградени. И оние предци, татковци на Паланчани кои што се мачеле да ги изградат, Тогаш немало ни пристапен пат, немало асфалтен пат, на тие коњи магариња се носеле. така, сета нивна мака, замислете да премине во еден пепел и да бидеме сведоци на едни снегулки од пеколот. Пепелот да ни паѓа врз глава, како сведоштво дека ние не сме биле доволно грижливи за да го очуваме манастирот. Значи, ѕидините ќе бидат во функција на очувување, не за заградување, да се пазиме ние од народот. Манастирите, иако гледате дека сите светители ги граделе надвор од градот, тие биле направени во функција не да избегаат од градот и да се скријат од него и да кажат вие луѓе сте осквернети и ние сме свети. Туку не, откако човекот ќе се измори во градот, покрај своите секојдневни грижи, да премине во манастирот и да биде тука згрижен духовно, татковски, да може да влезе во него и да го најде она што го нема во градот. Значи, сите гласини, јас со жалење ги прифатам. Зашто, пак ќе кажам, многу е лошо кога некоја добра намера, некој ќе сака да ви изврти. Намерата не е таква да се затвори, туку баш да стане по-приемчив за народот, по-прифатлив, по-практичен за употреба овој комплекс. Во тој контекст споменавте дека најпрвен ќе бидат и старите градби, се она што го има веќе тука, дека ќе се обиде да се зачува, да се донесе во што подобра кондицијска инфраструктурна форма за да може да се одржи. Така. Па тоа е нормално. Мислам, до пред некое време материјалите не биле толку силни како сега што се измислени и за изолација, и за градба. Сега се што се гради ќе биде потрајно него она што било. Нас не е тоа и главната цел, да се затврсне старата градба, да се проубави. Ако никој не се грижи за неја и ја оставиме каква што е, тогаш таа самата по себе ќе се разруши и веќе ќе биде ругло за овој град и за нашата држава и за нашата црква. Ние сакаме секогаш да сјае ова.
Какви се понатамушните планови на Кумановско-Осоговската епархија за манастирскиот комплекс Свети Јоаким Осоговски? Имате ли некакви зацртани планови, постојано ли нешто е во движење по однос на тоа идејно? Така. И па се движи само она што е живо. Ако престанеме да се движиме, значи сме мртви. Тоа се однесува и до нашиот внатрешен човек и до нашата духовност. Ако ние веќе изгубиме духовен интерес за манастирот, тогаш ќе треба да стопираме себом на манастирот. И тој ќе биде одраз на нашата вера, дека е мртва. Додека сме ние живи, се ќе се движи во него. Значи се ќе се обновува складно преданијата на нашата света црква, складно одлуките кои што одборот црковен овдека ги има, складно потребите на луѓето кои што ќе доаѓаат, да. И да покажеме што поголем интерес, односно да им побудиме што поголем интерес на странците, да видат каква земја сме ние, дека секогаш Бога го сведочиме. Дека не сме некое профано место кое што нели некои други работи ги интересираат, а не Бог. Кај нас, каде и да тргнете, на секоја карта, на прва дестинација се изложуваат манастирите, како прва дестинација за посетување. И ние сакаме тоа да остане така. Секој ден да биде отворен манастирот, освен на оној голем празник на Свети Јоаким Осоговски, патронот на светецот и Пресвета Богородица, кога рој верници се слеваат како река овде во манастирскиот комплекс. Посакуваме секој ден да биде ова едно прекрасно место каде што сите ќе можат да дојдат да го посетат. Да, така. Јас пак ќе кажам, црква е жив народ, не се зградите и камењата. Што повеќе народ има, тоа е поголема црквата и поголема радост и за богослужителите, и за светителите кои што не се неми тоа икони, неми фрески кои што се насликани внатре. Тоа се живи светители кои што се радуваат на нас кога живееме сложно и во радост и се радуваме, а не во мак. Така да по молитвите на светиот Јоаким Осоговски, по молитвите на Пресвета Богородица, да даде Бог сила тоа ние да го оствариме како народ.